Нема разлика меѓу нас. Бугарија и Македонија се две држави со еден народ кој говори заеднички јазик и има заедничко минато. Со силно полициско присуство и нови провокации мина отворањето на бугарскиот културно-информативен центар во центарот на Скопје. Она што редовно навикнавме да го слушаме од Костадин Костадинов во бугарскиот парламент, сега го слушнавме на само 10 метри од плоштадот Македонија. Бугарскиот пратеник и прв човек на партијата Преродба ни порача дека факт било дека сме биле едно, дека сме имале заедничка историја. Постат македонци, постат бугари. На кој начин го заснуват тоа дека исто? На кој факти? На историски, на филологически. Како? На кој историски да кажете ми вие? Секакви. На што се борат го целачев, за македонска држава или за Бугарија? И за македонска држава и за Бугарија. И за македонска држава и за Бугарија. Денеска, така? За вас е втора македонска држава. Нема разница. Българија и Македонија се две држави, с един народ, со општо минало, различно настојаште. Това се реалност. На прашањето кои се фактите врз кои ги темели своите тези, Костадинов реагираше збунето. Че можеме да кажеме дека вие сте македонци? Нема разлика меѓу македонци и бугари. Че јас да кажам дека Костадин Костадинов од Бугарија треба да бе македонец, а не бугар. Тоа е едно и сушто. Ако искате кажете македонец, ако искате кажете бугари. За мене нема разлика. Значи македонец, така? Може да кажа дека сте македонец, да или не? А вие можете ли кажете че сте бугарин? Не, јас сум македонец. Добре. Зборовите на Костадинов не беа единствена провокација, тие дојдоа директно од бугарските историчари, конкретно од вториот човек во заедничката историска комисија Наум Кајчев, со порака дека бил заеднички светец, ни предаде икона од Свети Климент Охридски, ни порача и дека не било случајно што токму на овој празник бил отворен овој центар. Не случајно и ние в Македонски научен институт избрахме да подарим една икона сврзана тъкмо с днешния празник на Свети Климент Охридски. Предлагам Свети Климент Охридски, всички да закриля и двете страни обмяната на културата. Заповядайте, честито. Благодаря ви. Министрите за култура од двете држави порачаа дека овој клуб ќе допринел за зближување на културите меѓу двете земји, но не одговорија прецизно на новинарските прашања. Македонската министерка Бисера Костадиновска-Стојчевска не сакаше да одговори дали самото присуство на Костадинов во Скопје е провокација. Секој политичар треба да сноси одговорност за она што го изјавува. Таквите изјави се најмалку европски и таквите изјави воопшто не одат во прилог на еден ваков убав настан како што е овој денес. Бугарскиот министер Велислав Минеков пак не сакаше да одговори дали клубовите Ванчо Михајлов и Цар Борис III допринесуваат за зближување меѓу двата народи. Щастлив сум од днешното събитие. Това е още един мост, още едно сближаване. Все пак сме братски народи. Дали придонесуваат двата клуба Ванчо Михајлов и Цар Борис III за зближување на двата народа? Това вие ще го оцените. Днес сближаваме двата народа и съм щастлив. Отворањето на бугарскиот културен информативен центар заврши како што почна, без инциденти, но со големо полициско обезбедување.